Бил прва престолнина на Османлиската империја, на рутата Вија Игнација, но не се надпреварува со соседниот Истанбул за да му одземе дел од милионите туристи годишно. Напротив, со сите потези на локалните власти се обидува да соработува. Поврзан дури и со хелиотакси и хидроавион. Трпеливо и потрнлив пат го градеше местото на кое сега се наоѓа, како мотор на турската економија. Градот Бурса. Ова што го гледате зад мене е дел од двомилионската метропола. Овде последните десетина години се случува вистински инфраструктурен бум. Се градат метро и трамвајски линии, се градат многу клучни автопатишта кои што го олеснуваат сообраќајот во големиот град. Малку понавака е новиот објект, новиот стадион на фудбалскиот клуб Бурсаспор. Сите овие зафати и големи проекти не би биле возможни без економски раст кој што овде е постојан последните десетина години. Во 25 индустријски зони работат 4000 фабрики со 600.000 луѓе. Бурса е центар на автомобилската и на текстилната индустрија. Локалниот економски подем се поклопува со двата мандата на овој човек. Реджеп Алтепе, градоначалникот на Бурса. Кога прв пат станав градоначалник во 2004-та, имавме 300 странски компании. Сега таа бројка е околу 800. Главни клиенти на производувачите во Бурса се европските земји и Америка. Зголеменото производство го одредува и обемот на општинската каса. Годинава тежи над 1 милијарда долари. 60% од тој буџет се користи за инвестиции, 16% од добивката од индустријските зони оди во буџетот на градот. Освен тоа, има и други приходи, но 2/3 од буџетот се врз таа основа. Постојаат различни можности за инвестиции и јавно-приватно партнерство. Повеќето од инвестициите што се реализирани се многу ефективни, па се враќаат со приходите од самото производство. Во последниве години општината интензивно ги зајакнува односите со балканските земји. И тоа со причина. Бидејќи успешните компании и бизнисмени немаат само фабрики во Турција, туку и во Кина, во Египет, во Русија и во Бразил. Нашата цел е некој од нив да се градат и во Македонија. Нашите очекувања се балканските држави да нудат поволности за турските инвеститори, бидејќи Турција е земја која би придонесла за развој на економијата на Македонија и на другите балкански земји. Реджеп Алтепе по татко е од Македонија, исто како и стотици илјади други од Бурса кои имаат потекло од кај нас. Тоа овде се смета како додадена вредност. Успешните бизнисмени, балкански селеници и нивни потомци се обединија во здруженијето Румели Сијат. 136 членки прават годишен обрт од над 1 милијарда долари. Танер Болџан има две компании, едната за производство на машини, другата од осигурителниот сектор. До сега биле ориентирани само кон домашниот пазар, но почнале да размислуваат и за пробив надвор од Турција. Имаме многу роднини во Македонија и тоа е позитивен фактор за инвестирање таму, па затоа летоска ќе одиме во Македонија на подолго време. Сакаме на самото место да видиме во која област можеме да реализираме некоја инвестиција. Во овој контекст многу е важна улогата на Румели Сијат да ги презентира можностите. Тоа придонесе Македонија да се искачи неколку места погоре на листата на места за вложување. Прва на таа листа е Бугарија, зашто е членка на Европската унија. Меѓу успешните е Шаха Пакташ. Стратешко во неговиот холдинг е производството на амортизери за автобуси и товарни возила. Освен во Турција, има фабрики во Германија и Бугарија и преку Атлантикот.
çok önemli. Bizim sadece işimizle ilgili Инвестицијата во Бразил е еден исклучок. Главната цел за тој наш потек беше тоа што нашите производи се многу обемни и нивниот транспорт е многу комплициран. Бразил беше голем пазар за нас. Ја отворивме фабриката за да ја подобриме логистиката и да стигнеме до нашите тамошни клиенти. Подемот на оваа компанија, како и на другите, е врзан со економскиот развој на бурса. Тоа може да биде од користи за Македонија. Потезите што се прават кај нас личат на оние што ги привлече инвеститорите во Турција. Особено е значајно што градот има инфраструктура за индустријско производство. Има готова работна сила која е отприлика 6 пати поевтина споредено со европските земји. Со овие услови ние можеме да конкурираме со многу подобри цени и со одличен квалитет во споредба со другите пазари. Големите компании, особено од Европа, се почесто си формираат партнерска соработка со компаниите од бурса. Од аспект на работната сила, овде имаме многу помлад и квалификуван кадар и со тој капацитет производството е многу поголемо во споредба со Европа. Во бурса стана важна секоја слободна парцела. До крајот на месецот ќе се усвои закон со кој општините ќе добијат повеќе надлежности. Бурса од сегашните 7 ќе се прошири на 17 општини. Бројот на жителите ќе се зголеми за 600.000. Но она што е најважно, ќе има на располагање нови 4 квадратни километри земја. Советникот на градоначалникот, по мајка и по татко е од Скопје. Објаснува каде може Македонија најмногу да профитира од засилениот интерес на турските компании за Балканот. Бидејќи Македонија за бизнисмените од Турција представува се позиционира највисоко во ранг листа на земји на инвестиции во Европа, бидејќи исто така во една Македонија за нас има значење на врата која се отвара кон Европа за нашите бизнисмени, а исто така многу битен фактор е и се и роднинските и културните врски помеѓу двата народа. Добро, меѓутоа во бизнисот сепак нема емоции, туку некаква економска логика. Што моментално во Македонија е најатрактивно како бизнис, како сектор? Во моментот јас имам информации дека неколку компании членки на Румелисијат имаат веќе започнато своји инвестиции во областа на сточарството, во областа на земјоделието, во областа на производство на рудници на мермер и имам информација дека дури неколку од нашите компании веќе започнуваат соработка во градежниот сектор. Сигурно тоа би било можеби на почетокот со помали проекти, меѓутоа нашата претпоставка е дека тие први чекори ќе придонесат во развивање на многу поголем број инвестиции. И на микрониво овде е живо. Изгледа неверојатно, но се што може да ни падне на памет, може и да се најде во продавниците и на тезгите. Помалите бизниси сепак повеќе ги чувствуваат сите глобални економски, но и домашните политички потреси. Такво е искуството на овој собственик на дуќан за кожа. Ekonomik olarak tabii ki Би можел да кажам дека особено во периодот после Нова година, како резултат на политичката криза или политичкиот хаос кој настана во државата, а особено бидејќи имаме дел од материјалите кои се увозни материјали, и како резултат на политичката криза, покачувањето на доларот и на инфлацијата се рефлектира во негативен начин во куповната моќ на народот. Меѓутоа, кај нас има една традиционална вредност, морална, традиционална, обштествена вредност. Луѓето без разлика колку години имаат, секогаш родителите или семејството дава поддршка како морална, така и материјална поддршка. И мислам дека со тоа малку се покрива и не се чувствува до толку таа намалување на куповната моќ на граѓанинот. Сепак, вели дека не помислува да се исели од Турција. Младите се задоволни што лесно може да се најде работа. Ги мотивира и растот на платите.
Şimdi rakamsal olarak gerçekten çok büyük. Бруто најниска плата пред 10 години изнесуваше од 150 до 200 лири, додека сега бруто најниската плата во државата изнесува 800 лири. Меѓутоа таа бројка е само како бројка, prosečna најниска плата во државата се движи од 1000 до 1200-300 лири. Меѓутоа тука има уште еден значаен фактор во тоа што со подобрување на социјалните услови во здравството и во слични области, нашата пара сега станува многу повредна. 10 yıl önce okul olarak yapıyorum. Açık öğretimden okuyorum ben. Во моментот сум во фаза на завршување на гимназија, вонредно ја завршувам гимназијата. За во иднина се уште немам испланирано во која струка ќе се пренасочам. Во Бурса има огромен потенцијал на работодавачи и работни позиции кои се нудат. Едноставно само треба иницијатива и волја, многу лесно се наоѓа работа. Јас оваа работа која ја работам со големо задоволство, бидејќи бижутеријата представува и лично задоволство за мене. Среќна сум и со колешкиве и со сите други наши фирми и институции со кои соработуваме. Bir hafta senelik izne çıkıyoruz. Şimdi güzel bir işte gerçekten anlamlı bir şekilde çalışan bir insan ev almak Во минатото купување на кола или купување на стан, таков некој вид на имот беше сон за нас. Меѓутоа во денешното време со квалитетните услови кои се нудат во приватниот и државниот сектор или приватно-државна соработка, многу лесно се купува кола или стан. Секој човек кој има просечна солидна работа може да си купи, да се дозволи да си купи кола или стан. Дури имаме семејства во кои има по 2-3 коли, секој поединично си има своја кола. Уште едно нешто би сакал да додам, дека тоа во минатото ние користевме стари автомобили, дека сега најстарите автомобили се стари од 3 до 7 години. Ова е само едно крило од затворениот базар или капали чаршија во Бурса, нешто слично како што го има во Истанбул, само во помала верзија. Овде се одвива најголемиот дел од трговијата со текстил, злато и сите останати работи кои што им се потребни на локалните жители. Исто како и во Истанбул, ценкањето е секојдневна работа. Како што светот е мал, така во оваа турканица сретнавме скопјанец кој дошол на гости кај своји роднини. Од аголна странец кажува што му оставило впечаток од економскиот развој на Бурса. Еден пензионер, најмала плата 400 евра вика има. Да. И доволно ли е тоа Па, да се пошто вика овде кај ефтино храната е. Овде е ефтино храната. Како ние што живееме таму, мислам со мала примање на пензија, и има доста поскапа е од овде. Останува ли пари што велат да се прошата негде да се оди? Има, останува вика и добро живот имаме. Деновиве во Турција во теке кампањата за локалните избори. Во Бурса на власт е партијата на премиерот Реджеп Тајип Ердоган. Актуелниот градоначалник вели дека не се плаши од и политичката криза и корупцијските скандали што се поврзуваат со владиниот кабинет, ќе му го нарушат реизборот. Овие се локални избори, се избираат градоначалници, затоа мислам дека тоа нема да се рефлектира многу. Имаме искуство и од претходните избори, тогаш беше економската криза во Европа и бидејќи сме индустријски град, тоа прилично ни се одрази, но ние постигнавме голем успех и добивме половина од гласовите, па затоа и сега сме убедени дека ќе имаме огромен успех.
Во екот на кампањата, на 8 март, жени од Бурса протестираа во центарот на градот. Бараа поголеми права и преку транспаренти се противеа на носење шамии, кои се религиозен символ во муслиманскиот свет. Можното отстапување од секуларниот карактер на државата предизвикува напнатост меѓу Ердоган и западниот свет. Верските објекти овде се во функција и на развој на туризмот, особено оние кои имаат археолошка вредност. Од градот тврдат дека се реновирани сите локални историски места. Центар на културните случувања во Бурса е ова модерно и големо здание. Културната понуда во Бурса се планира до детал. Во неја се вклопува и локалниот симфониски оркестар. Во моментов се наоѓаме во конвенцијскиот центар на Бурса, каде што музичарите имаат проба. Карактеристика на модерна Турција е што традицијата не се губи под налетот на современите трендови. Така, место си наоѓа и играорната група која ги негува ритмите од Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија. Има своја публика меѓу многумина доселени во 90-тите. Дедо ми е дојден 60-та година од Македонија во Турција, ама ја со татко ми е уште живее во Македонија. Јас сум 97-ма иселен од Македонија. Сега живеам овдека во Турција. Со семејство, така? Со семејството живеам во Турција. Што работите тука, што тут? Работам во сладкарница. Децата еден ми е во фабрика, другиот ми е чантар. Убаво ли се живее, се заработува ли? Гледаме дека во Бурса многу се гради, многу изгледа дека има капитал. Убаво е, во Турција убаво, за живење е убаво. Ако работиш, само во Турција не е и секаде, ако си работник, ако работиш, животот е јарен.
Не дека денеска е сабота, во центарот на Бурса речиси секојдневно е ваква голема мешаница на улиците. За да функционира животот овде како што треба, голема заслуга има градскиот превоз. Меѓу другите и трамвајската линија. Она што е специфично за неа е дека овие шински возила се произведуваат од неодамна токму во Бурса. Со тоа Турција влезе меѓу ретките 6 држави во светот, каде што од првиот до последниот дел од овие возила е домашно производство. Трамвајот кој символично го нарековме Бурса е веројатно најдобар доказ дека желбите се остваруваат со добра идеја, вештини и упорна работа. Заедно со насобраното искуство кое овдешните власти и бизнис секторот безусловно ги нудат, Македонија може само да добие. Пријателството меѓу двете земји и роднинските врски кои не значат ништо во економијата, турците постојано ги потенцираат како дополнителна предност, која треба да се искористи.